Се уште се чека на Кизич. Кизич, добро вечер. Добро вечер. Најпред да ти изразам една огромна благодарност што прифати да бидеш дел од нашиот нов серијал Life интервју на Инстаграм. По Никола Ѓоргиев вечерва ќе разговарам и со тебе. Најпред би те прашал како си во ова време, невреме, како се снаѓаш во карантината, успеваш ли да се одржуваш во спортска смисла? Добро е, се држиме некако, не е баш најпогодна ситуацијава. Пробуваме, импровизираме нешто со тренинзи по дома, наоѓаме места за трчање. Секој се снаоѓа на свој начин и со можностите. Спортскиот дух мора да се одржува секако. Мора да се одржува. Имаш само 19 години, така што верувам дека свежите се сеќавањата околу твојот влез во ракометот, во ракометниот свет. Па може ли да ни откриеш малце нешто повеќе околу тоа? Како се реши да бидеш голман? Па, прво почнав на позиција бек. Уште на 10 години мојот брат играше ракомет и тогаш он беше на позиција бек. И така некако гледајќи го него понадпревари, пона ми се роди некоја желба. Почнав да тренирам после 3 години како во ракометна школа на Вардар. Преминав во пионерската екипа на Вардар, кај што тренер ми беше Гуран Стојков. Претходно тренирав со Зоран Петковски, после со Гуран Стојков, кога преминав во пионерската екипа на Вардар, тогаш и брат ми исто се промени на голманска позиција, па ја исто сакав на голманска позиција да додам. Така до 13 години негде се промени од бек на голман и до сега така си терам. Веќе како да го предвидам моето следно прашање, се разбира, сакав да те прашам за твојот брат. Он во моментов настапува за Тинакс Пролет, а бевте заедни во Вардар Јуниор, па може ли да ми кажеш дали гледаш на него како конкуренција или како некој што ти дава совети за развојот на твојот талент? Секако, он многу ми помогнал во мојата кариера, кога прво сум ја започнал, ова да не било, ја немаше да започнам. Второ ми помогнал многу како поискусен, постар во моите почетоци, со многу совети на утакмици тука на трибини до мене, секогаш да ми дава совети, се што знае да ме подучува дома, долги разговори за тоа каде сум сгрешил, што ме подучувал, па сме стигнали на време да можеме тоа више да разменуваме мислења. Така него во друг пат го одведе кариерата. Сега така му искочи, но не значи тоа дека уште не ме советува и дека уште не може да ми помогне. Секако се уште ден денеска ми помага многу во врска со тоа да одам јас нанапред. Во секој случај ја чувствуваш неговата поддршка на секој начин. Тоа е најважно. Само 16 години имаш кога дебитираш за првиот тим на Вардар. И тоа не против било кого, туку против звездените играчи на Рајникар Леван. И тоа не било како, туку со неколку фантастични одбрани. Какво е чувството да се запираат топки на само 16 години против играчи од светска класа? Тоа искрено, прво така седев на клупа, тоа ми беше мене малце смешно и ми се врти Раул и ми вика ајде. И ја прво не знам што се случило, бе толку збунет, толку не знам, само искочив на терен. Мислам, бранев, гледав, не знаев на моментот ни против кој играм, ни за кој играм, само бранев, така, ми беше само бранев. Да се најаш додека да слушам. Се чувствата и уште сега додека го говориш тоа, ти се навраќаат емоции и чувствам преку екранот. Само искочив, бранев, не размишлав за тоа против кој играш, вау, у тој момент против Рајникар дека играш, едноставно искочив, бранев, ете, така се погоди, не беше лошо, добро заврши тоа за мене. И едноставно после тоа, дури во хотел кога се прибираш во соба, ја играв против Рајникар. Свесен си што се случува и што всушност си направил на само 16 годишна возраст. Дали тој надпревар ти е потоа поттик за да собираш се повеќе искуство, да си се повеќе посветен, да чукаш на вратата на првиот тим?
што после тој натпревар? Се чувствуваш ли дека треба уште повеќе да дадеш, да се посветиш? Па да, сега го случи за голема мотивација, едноставно гледаш дека ти даваат некоја шанса, гледаш дека мислат на тебе и дека имаш некоја шанса стварно да одиш напред и да стигнеш до некој успех, едноставно ти дава мотивација да се бориш повеќе, да тренираш повеќе, да се трудиш повеќе и да не се откажуваш. Веќе го спомна Раул Гонзалес, но јас би те прашал за Давид Дејвис. Го читав едно твое интервју каде што имаш многу пофални зборови за Дејвис, а тоа се должи на секако и на твојата соработка во Вардар, но и во младинските репрезентации на Македонија, бидејќи да ги потсетам нашите читатели, тој беше асистент во младинските генерации во ракометна репрезентација на Македонија, така што какво е твоето мислење за Давид Дејвис? Колку ти помогна во твојот развој? Па доста работеше со нас, затоа што јас кога отидов на припреми со првиот тим, прв пат во мојата кариера, имаше промена на тренери на голмани, ние на тие припреми немавме тренер на голмани. Така да Давид Дејвис тогаш одвои доста време и посвети многу време, поготово на мене како млад, тогаш на 16 години, посвети многу време на мене да ме поднаучи, да ме тренира. Исто така кога ни водеше, ни правеше тренинзи во младинските категории, доста време одвојуваше на секој посебно, индивидуално да му помогне, да напредне, да го сподели неговото знаење и стварно доста знаење собрав и од него. Можеби не многу работа, но доста знаење. Во понатамошниот дел интервјута ќе те прашам за активната сезона на преварите на кои блескаше. Сега исто ќе ти поставам прашање за активната сезона да ми направиш една споредба. Ако ги споредим изминатите години кога чукаш на вратата на првиот тим, а сега си веќе во првиот тим имаш голема одговорност, можеш да ми кажеш која е разликата, како го прифаќаш сега статусот дека веќе си во Вардар и дека имаш голема одговорност? Имаш ли голем притисок? Па не притисок за мене, тоа едноставно тоа сум го барал лично да ми се случува. Јас сум работел за тоа, јас сум сакал тоа да ми се случува и за мене не е притисок и не е тоа. Едноставно сум пресреќен што ми се случува тоа, затоа што тоа сум го сакал цел живот и денеска кога ми се случува нема причина зашто да го осеќам како притисок. Кога ти го споменам името на Дејан Перич, што прво би ми кажал? Пријател. А во ракометна смисла, колку учиш од него? Па тоа не може да се каже, затоа што знам каков бев кога почнав да работам со него и последниве неколку такмици во Лига Шампиони ми служа за репер како до каде сум стигнал. И тоа значи стварно секојдневна работа, стварно премногу работа, премногу знаење собрано, премногу научено од тој човек. И морам да ти признам дека имаш голема среќа, не е само Дејан Перич. Арпач Тербек, Дејан Милосављев, учиш од такви големи звучни имиња што прошла многу од својата кариера. Делат ли совети тие големи имиња? Да, секако, мислам, ја бев цимер на тие припреми со Арпач Тербек. Така едноставно многу работи ќе те научи не само за тоа на голот да те научи, во ракометот да те научи, многу работи ќе ти сподели искуства приватни од неговиот живот, ќе те посоветува за некои други теми што се надвор од ракометот. Исто така со Дејан Милосављев работевме една цела година. Стварно се трудат околу тебе, те гледат, сакаат да успееш, сакаат да ти дадат мотив, сакаат да те научат, сакаат колку што може да ти помогнат. Борко Ристовски. Сега со него го делите голот на Вардар, вие сте двојецот. Може ли да ми направиш некоја разлика помеѓу Борко, Тербек, Милосављев околу менталитетот, околу размислувањето? Има ли некоја разлика? Гледаш ли? Па, прво пред сите тројца се стварно многу големи професионалци, работници. Сега за тоа докаде ќе стигнеш во кариерата, што ќе направиш, треба да имаш и малце више тука среќа, што како пред се, ево Борко Ристовски на 37 години работи во теретана, јас се чудам што гледам, како е можно човек на 37 години така да работи, значи стварно е професионалец, дава максимум, вложува, се понаша стварно професионално.
Пред да преминеме на Лигата на шампионите, би ти ја споменал сеха Лигата. Колку надпреварите што ги добиваше во сеха се влијае на тоа да стекнуваш искуство, да стекнуваш само доверба, бидејќи пред да добиваш шанса во Лига на шампионите, претежно таму бранеше. Па многу битно, затоа што тоа е како некој чекор по чекор, да не се отиде премногу нагло. Тоа беше некој степен, едноставно со такви екипи до сега, до тој момент не сум играл и е шанса плюс да собираш искуство. Сега за мене, како на 19 години, не верам дали е сеха лига, лига шампиони, било кое првенство, едноставно битно е да е квалитетно утакмицата и тоа е тоа. Лига на шампиони оваа година си еден од клучните елементи во Вардар. Некако голманската позиција е највеќе критикувана во јавноста, но ете го се појави Марко Кизич, блесна, неколку пати го дигна Јане Сандански на нозе, видовме во тебе една светлина зиднината на македонската репрезентација. Би ти го споменал Порти тие 9 фамозни одбрани за едно полувреме. Навистина неверојатно. Како се чувствуваше дур блескаше на голот во тие 30 минути? Тоа е, како да кажам, во моментот, да, среќен си, пресреќен си, нели одбрануваш, но секогаш се фокусираш на наредната топка. Не смеам да си дозволам нели да се изгубам во тоа со одбрани од 2-3 топки, секогаш мора да се сконцентрирам на наредната топка, па после за славење, за не знам за што си направил да размислиш, тоа се случува после утакмица. Така. Сега би ти пуштил еден клип, порето го споменав, сега Мечков Брест. Ајде, видиме. Беше 2 минути подоцна. Сега фантастична интервенција на Кизич, браво момче! Како влезло на преворот на нашиот дијамантов голман, 2 интервенции, одличен потек на Кокшаров. Ако беше тоа Кокшаров, сигурно дека и Перичи. Мислам дека е ова многу паметен потек. Марко Кизич, 2 интервенции во низа. Тука ги собираш, мислам, сите светлости кон тебе. Не само македонските медиуми, туку и ЕХФ те метнал во топ 5 одбрани на колото. Тоа што значи тоа за тебе? Па повторно моментот не си свесен што си направил. У моментот ти си го направил, све супер се радуваш во моментот, ама не си свесен. Дори после тоа кога ти искочиш од совлекувална, гледаш што си направил и едноставно се чувствуваш стварно исполнето, се чувствуваш пресреќен. Нема зборови како да опишеш како се чувствуваш во моментот. Не еднаш, туку 2 пати ја одбрануваш топката. Како успеа да удриш таа концентрација и да отидеш на вториот шут? Па, тоа е, мора, секоја топка мора да пробаш да ја стигнеш. Не смееш да се откажеш сега. Не да мрежу никој случај. Мора да се потрудиш, мораш да дадеш се од себе да ја стигнеш секоја топка. Нема тоа сега сум одбранил, се одбила, па сега не станувам, нема везе далеко е. Мораш да пробаш да дадеш се од себе да стигнеш. Некогаш ќе успее, некогаш нема. Твое да дадеш се од себе. Вардар е актуелен европски шампион, на ЕХФ на зелена маса му ја одзима шансата да се бори за титулата. Какви ќе беа вашите шанси пред Пик Сегец? Па, може би многу не сметаат за аутсайдери, може и така е реалната слика на хартија, но се мора, така беше и минатата сезона, све тоа мора да се докаже на терен. Многу е лошо некој кога ќе ти ја одземе шансата да се бориш. Никој не му било толку криво, нели, да искочиш на терен да се бориш, па сум изгубил, нели, противникот е подобар, него да изгубиш без борба е тоа стварно е болно. Јасно дека ЕХФ не требаше да донесе таква одлука, но што е тука. Би ти го споменал Стефча Лушовски. По заминувањето на Писанеро, каква промена внесе Лушовски во вашиот тим? Каква енергија, какви новитети внесе во црвено-црното семејство? Добро, се уште не сме работеле толку долг период и ова со коронавирусот ја скрати сезоната, не сме работеле долго со Стефче, но сепак имаше некоја позитивна свежа промена, имаше малце проблем, нели, со резултатите, се смени Писанеро, дојде Кокшаров се смени, дојде Стефче.
некако постабилно беше, таа некоја тензија ја снема удобно беше, поудобно се осеќавме на тренинзи, наставно на утакмици. Таа смиреност кај Алушевски се приметува дури и преку телевизиските екрани, така што очигледно ти ни потврдуваш дека навистина се работи за еден смирен човек кој преку смиреноста сака да го пренесе своето ракометно знаење. Би те прашал за тоа дали наредната сезона ќе те гледаме во тимот на Вардар? Па, ја бев во понеделникот, поточно, имав некои разговори со Михајло. Уште треба да се видат некои работи, треба некои детали. Големи се шанси, најверојатно да ќе останам во Вардар. Само што треба, не можам уште сигурно да кажам затоа што не сум подпишал. Само треба да видиме да разговараме повторно околу тие некои детали, некои работи и да видиме како ќе искаме тоа. Да се договориме околу тие некои детали. Може ли да ни бидејќи си член на Вардар, цело време си со екипата, минатата сезона на работиш на тренинзи, ме интересира тајната на успехот, толку проблеми, финансиски, па и други кадровски проблеми, играчи што го напуштаат тимот на сред сезона и така како Феникс се издигнува Вардар и станува европски шампион. Што е тоа што го прави посебен? Некој единство, тимската хемија, која е тајната? Едноставно карактер. Сите играчи во Вардар што ќе дојдат учат што е тоа стварно на ракометно семејство. Сите се како дел еден, сите играчи значи се неверојатен карактер, никогаш нема да се откажат, никогаш без разлика на финансиски проблеми, фалел некој играч, дошол друг, ниеден играч во Вардар нема никогаш да се откаже на терен, ќе го даде максимумот секогаш. Мислам дека е доволно за прашањето околу твојата кариера. Сега сакам да се префрлиме околу репрезентацијата. Ти си член на една генерација која во медиумите цело време читаме дека е екстра талентирана, дека е најталентирана. Најпред ми те праша дали тоа ви прави вас некаков притисок? Па, зависи. На некои играчи да, осеќам дека прави целокупно на репрезентацијата, да се осеќа дека некој затоа што сепак ние сме млади и повеќето играчи, па дури јас немаме доволно искуство и кога ќе се добие тој притисок, кога ќе сватиш колкави се очекувањата, се ствара некој непотребен притисок, дури играчите сами си го ствараат тој непотребен притисок и тоа влијае на терен и на резултатот. Јасно. Кадетската репрезентација, само да ги потсетам нашите читатели, таму се членови Мартин Серафимов, Марко Кизич, Джигеровски, Ненад Костевски, значи навистина се работи за една репрезентација која е екстра талентирана. Би те прашал за кадетското првенство во Грузија. Тоа беше пред 2 години, ако не се лажам, каде што не успеавте да преминете во А дивизија, значи да напоменам дека тоа е Б шампионат. Игравте одлично на полуфиналите, а потоа забележавте порази од Швајцарија и Белорусија. Загубивте бидејќи бевте послаби или? Па, имавме главно одличен турнир тој во Грузија. Значи имавме во групната фаза 5 победи, ја завршивме на прво место. Групата влеговме во меч со Белорусија, што е стварно квалитетна репрезентација. Игравме и тој меч не го игравме, имавме некои грешки направени, не игравме толку лошо, резултатот тука беше. При крај патна концентрација, малце спортска среќа, може ни фалеше некоја грешка плюс и се случи да го изгубиме на полуфинале. Имавте можност, и тоа неверојатна можност пред нашите гледачи да играте светско првенство. Не го направивте некој голем пласман, верувам дека ќе се согласиш. Најпред ми те прашал што се случи против Аргентина. Па, прва утакмица на светското, повторно тој притисок, дел од играците што си го прават сами на себе си го прават тој притисок и едноставно тој им влијае на резултатот.
плюс домашна публика, колку е мотив, толку некои ќе си го сватат како притисок. Сака да се направи. од голема желба, горат и не го покажува тоа што најдобро го знаат. Се случува. Сакам да ми дадеш коментари за јапонците, бидејќи тоа беше надпревар каде навистина не бевте апсолутно надиграни, декласирани. Колку беше тешко да се пратат самураите? Беа навистина брзи. Па да, беа брзи, ама тоа е тоа што ние го отворивме лошо светското и продолжи само да се зголемува како тој притисок и ќе дојде репрезентација која можеби, не реков, ајде може некој играч можеби ја подценил или не би рекол дека ја подценивме, него не знам како да кажам, и со тој притисок што сами себе си го правевме, наставно доведе до тој резултат. Португалија, тоа според мене беше надпревар каде што бевте најдобри ако загубивте. До 52-та минута навистина се државте, дури и бевте подобри. Зошто се исплашивте да ги победите? Повторно, пак е истото. Играме добро све и само го погледнуваш семафорот до 52-53 минута и гледаш дека водиш една разлика. Тогаш како да се исклучивте од еднаш? Гледаш дека водиш една разлика и си викаш у моментот ле може да победиме. Едноставно тука се губиш, правиш некоја грешка, една-две, не играш смирено, ти влага вода у уши и не играш смирено, правиш една-две грешка, добра репрезентација го користи тоа против тебе и се случува истото. Данило Брестовац не само што е селектор на селекцијата, тој ве водеше на шампионатот во Грузија, ве водеше на светското кадетско првенство. Дали мислиш дека тоа што Брестовац е цело време со младите категории ги познава во сршта, дали мислиш дека тоа во иднина ќе биде предност за тимот, бидејќи сега кадетските репрезентативци во иднина треба да бидат сениорски? Колку Данило Брестовац треба во иднина да биде предност за македонскиот ракомет? Па добро, за сега сум читал многу негативни коментари за човекот. Едноставно, ја сваѓам неговата позиција, пробува да направи некој подмладување во репрезентацијата, што текна време ќе биде неопходно. Периоди мора да се превроди и е човек што се нафати да го направи тоа и стварно е тешко, но за сега ќе треба да има уште некој период на адаптација на нови играчи, на склопување, на разигрување, но со тек на време мислам дека стварно би изгледала повторно Македонија моќна. Веќе го спомена подмладувањето, но ја повторно би те прашал нешто околу таа тема. Ме интересира твојот став. Што мислиш кога Македонија треба онака целосно да се подмлади? Околу голманската позиција таму во моментов се Борко Ристовски и Никола Митревски. Што мислиш кога треба да дојде времето твое, на Мартин Томовски, на некој помлад од вас? Па тоа ќе видиме кој кога ќе заслужи, не само кој кога ќе заслужи, него едноставно треба, не Македонија нема толкав извор на играчи, па ја направи таа смена на генерација комплетна. Секоја позиција да смени одма све што е постаро више, да не добива повик само млади играчи. Мора таа смена на генерација малце поспоро да оди како ќе никнуваат квалитетни играчи во генерација, два тројца тука, два тројца таму, така полека да се вметнуваат. Не може тоа да се направи одма. Општо околу голманската позиција, кој е твоето мислење, какви се условите на голманите во Македонија? Дали ги имаат сите услови за да се развиваат? Познаваш некој помлад голман на тебе кој што е навистина перспективен, талентиран, некој од сега што се тие кадетски репрезентативци? Па, јас цел живот сум бил во Вардар, мене ми биле пружени стварно сите услови што и повеќе од потребни, што се за да напредуваш, за да постигнеш некој успех. Има во помлади од мене секако што се квалитетни, што покажуваат сега
некој квалитет, што имаат перспектива од Вардар, од Металург, па и од други градови што сум приметил. Само треба да се чека време. Бидејќи полека привршуваме со нашиот разговор, на крај би ти поставил прашање од нашите читатели. Марко Владевски прашува дали се гледаш кога прв голман на Вардар и во наредните сезони? Како дека се гледам, тоа е целта. Да го треба да бираш клуб со кој би потпишал договор до крај на сезоната, кој клуб би било тоа? До крај на сезоната? До крај на кариерата. Вардар. До крај на кариерата Вардар. Трета европска титула. Може, зашто да не би сакале? Да ги опишаш еден збор: Калараш, Дебиров, Стоилов и Борко Ристовски. Тоа е еден збор. Па можеш сите заедно сега, не е мачема. Сите се огромни мотиватори. Кизиш, тука би ти се заблагодарил за интервјуто, ми беше огромна чест и задоволство што имав прилика да разговарам со еден навистина голман кој што виднина се надам ќе биде број 1 чувар на македонската ракометна репрезентација. Се надам дека виднина ќе ни бидеш на располагање, ќе се работуваш со Макспорт и ти посакувам многу успех и среќа во понатамошниот дел од твојата кариера. Фала многу, задоволството беше мое и само сакам да ги поздравам моите другари од подрумот Драчево. Поздрав до нив. Фала многу, пријатно. Пријатно. Имавте можност да проследите втората епизода од серијалот Live интервјуа на Инстаграм. По Никола Ѓорѓев разговаравме со голманот Марко Кизик. Во недела не очекува едно големо и звучно име одново од ракометот. Имам интервју со Борко Ристовски, човек кој важи за беззлатна на јазикот, така што очекувајте едно навистина големо